да речеме црковните состојби, меѓу нив и политичките релации во црквата. Сега имаме една ситуација на една поприлично интересна геополитичка состојба. За прв пат чина дека во поновата историја една сериозна институција како што е руското надворешно разузнавање излезе соопштение во кое обвинува, да речеме, поглавар на една друга црква за создавање конфликти, но не на територија овој пат на Русија, туку да речеме на Балканот, што го прави доста интересно, интересен тој момент. Какви се вашите проценки, на што се должи тоа? Сето ова што се продуцираше од страна на руската разузнавачка служба, иако е невообичаено таква една институција да се јави како некој актер во верски работи, треба да се стави у контекст на оној долгогодишен судир што се води меѓу Руската православна црква и Вселенската патријаршија околу приматот во православието, околу томосот за православната црква во Украина. Јасно е дека таа борба трае и дека е многу жестока и дека нема да заврши во скоро време. Во тој контекст се користат сите оружја. Така да и оваа ситуација сега треба да се стави во функција на она дискредитација на Вселенскиот патријарх Вартоломеј, која што силно започна кога он во 2018 година го даде томосот на православната црква на Украина. И сега се наоѓа повторно причина за посетување што се Вселенскиот патријарх може да прави и дека тоа го прави на неканонски начин, дека оно што го почнал во Украина фактички има намера да го продолжи во други региони каде што има проблематични црковни состојби, а истовремено според мене ова е порака една и која што се праќа на Српската православна црква. Мислам дека во Москва се проценува дека Српската православна црква не е доволно ангажирана во нивната конфронтација со Цариград. Јас ќе ве потсетам само дека Српската православна црква мислам дека не го прекина општењето со Вселенската патријаршија што го направи Руската православна црква. Српската православна црква пред 10 години на соборот на Крит најавуваше дека ќе бойкотира и тогаш во последен момент го сврте грбот на Руската православна црква и се појави на соборот кај што беше домаќин Вселенскиот патријарх. Очигледно е дека Српската православна црква сака да има односи со Вселенската патријаршија, а тоа според црковната Москва не е добро за нивните интереси. Сега се праќа порака дека Вселенскиот патријарх може да им го направи ним истото во Црна Гора како што им го направи во Украина. Да станува збор за како што вели тоа известување дека Вселенската патријаршија има намера да прогласи автокефална црква во Црна Гора, таму е доминантна Српската православна црква, но Вселенската патријаршија одговара дека у контекст дека тоа е несериозно, но сепак дигањето на толку високо дипломатско политичко ниво, веројатно нешто во руското разузнавање има како информации дека можеби постои некаква таква намера. Двојно може да се доживее таа информација што беше објавена од Москва. Како што реков, тоа е едно посетување на Српската православна црква дека е недоволно ангажирана во нивниот судир со Вселенската патријаршија, но истовремено и дискредитација на она што го влече како потег Вселенската патријаршија. Мислам дека не случајно се пушта таква информација, дека таа информација секогаш може да има многу добра почва. Ке ве посетам само и дека во однос на Македонија, кога ние се боревме за признавање на нашата црковно постоење, се пушта најразлични информации. Од тоа дека ќе станеме унијати, па се понатаму. И овде знаеме дека проблемот на црногорското црковно прашање е големо и дека беше едно од големите прашања заедно со нашето и со украинското прашање. Украинското е на одреден начин решено, македонското е речиси решено, нели само чекаме уште тому за Токемос, останува црногорското. Црногорското црковно прашање е специфично и на
навистина тука може да се сложена е состојбата која што таму постои на теренот. Таму доминантна е сепак Српската православна црква, но има автокефална непризната Црногорска црква, која можеби е поделена во некои контексти, но силно поддржана од одредени структури на политичките фактори на Црногорската држава, да речеме, изминативе години. Интересен е моментот што, например, српските медиуми го обвинија српскиот владика во Црна Гора, односно го прозваа да се произнесли дали има некакви релации со Вселенската патриаршија. Можно ли е, да речеме, таму некако другачие решавање на тоа прашање? Се тоа нијанси кои што сега се појавуваат кога се работи за ова писмо на руската служба. Зошто? Факт е дека во Црна Гора постои силен стремеж за создавање на автокефална православна Црногорска православна црква. Но тоа знаеме ситуација на теренот таква да тоа засега не е можно заради најмногу присутност на Српската православна црква, која што фактички ја држи целата територија, најважните околу 600 православни храмови тамо. И особено еден друг факт што сепак црногорскиот народ не е консолидиран како еден народ. Значи таму не можете да зборувате за доминантност на црногорската нација како изворна нација, туку се присутен српскиот народ, присутни се и другите народи. Значи немате оној случај како што имаше во Македонија своевремено. Кога вие имате една консолидирана нација, која што нели по логика стои за својата црква и така. Во Црна Гора, бидејќи од таму потекнува и често сум во контакти со нив, често ми кажуваат како Македонија своевремено направи вистински правилен избор. Тргна во тој проект на создавање на своја национална црква и на крај успеа на тој пат. Црногорците сметат дека направиле најголема грешка зашто во тој повоен период не тргнале во таков проект. Но реалноста етничка беше различна таму, а мислам дека сепак тогашното црногорско раководство сепак немаше доволно храброст да истапи со такво барење како што имаше македонското раководство. И отаму Српската православна црква, нели, иако тој режим беше атеистички, сепак таму беше присутна, беше доминантна, управуваше со најголеми светилишта и отаму едноставно сега тај доминантен фактор. Може ли таа црква српската да стане автокефална во Црна Гора? Постојат различни теории како да се дојде до самостојна автокефална православна црква. Прво што морам да кажам, нели, таму се оспорува правото, она што е создадено како нова Црногорска православна црква да биде наследник на она историска старата Црногорска црква. Се оспоруваат различни причини, но јас ќе поставам едно прашање. Како на црквата која што е создадена некаде мислам околу 15 век и која свое самостојно црногорско постоење го има све до 1920 година, кога беше неканонски укината со одлука, со световна одлука на српскиот регент Александар, како таа не може да се третира како автокефална православна црква во текот на незиното 4-вековно постоење. Навистина, тие тези, но реалноста е таа. Сега имате ситуација која што е доминантна православна црква, Српска православна црква, која што таму има 3 своји епархии, од кои што е најсилната Цетинското седиште на чело со Јаники. Но имате и две паралелни црногорски православни заедници кои што реално не се многу силни и досега, иако постојат од 1993 мислам, така, а се регистрирана едната во 2000 година, сепак досега не успева да придобијат мнозинско вере. Потаму во текот на годините, особено откако Црна Гора стана самостојна држава од 2006 година, се тргна во проект дека треба да се добие и автокефална православна црква. Стално се влеча најразлични сценарија.
Кога се виде дека овој проект со самостојна Црногорска православна црква не влече такви резултати како што се очекуваше, имаше варијанти кои што се одеше на сценарио кој што треба да се придобие надлежниот црногорски митрополит, тогаш беше Амфилохи, сега Јоаники, и на некој начин таа митрополија да се трансформира во самостојна Црногорска православна црква, може и прво автономна, а после автокефална. И отаму имаме најразлични кокетирања меѓу тогашната црногорска власт предводена од Мило Ѓукановиќ и владика Амфилохија, кој беше категоричен негатор на постоењето на црногорската нација, и тие планови некако не резултираат. Али сето тоа беше врзано пак со Вселенската патриаршија, бидејќи конечната адреса беше на признавањето беше Цариград. Така, во тој контекст сега, кога имаме ова случување кој се случува во Црна Гора, дали македонското црковно прашање на некој начин трнато на страна, да речеме, релациите со Вселенска патриаршија веќе подолго време не функционираат, или фокусот сега е насочен кон други, што останува сега со Македонска православна црква? Веќе сум го кажал тој порано, очигледно е дека статусот на прашањето на релациите, очекувањата од Цариград се ставени статус кво. Некој веќе подолго време не се случуваат значителни поместувања. Мислам дека и во догледна иднина нема да бидеме сведоци на некакви поместувања. Зошто? Нашите достоинственици излегува со ставот дека оно што се поставува како услов од што се поставува како услов од Вселенската патриаршија е неприфатливо. Тоа знаеме, мислиме на употреба на името, на диаспората, на признавањето на православната црква во Украина, едноставно тоа за нас не е прифатливо. Од друга страна, очигледно е и ставот и Вселенската патриаршија дека не мисли дека нешто да промени. Потребни се контакти. Мене ми е драго што на некој начин бевме сведоци пред месец дена во Македонија повторно дојде Вселенскиот митрополит Кирил од Имврос, што значи на некој начин тоа се случи како обновување на прекинатите врски. Мислам дека не се водени некои суштински разговори, дека он немаше средба со архиепископот, со поглаварот Стефан, но и тоа е добар знак. Добар знак според мене беше тоа и оној случајот што го имавме околу изборот на Дебарско-Кичевскиот митрополит. Знаеме и сами дека тогаш имаше трвење, имаше протести, желби на верници да биде избран епископот Партени, на крајот беше избран епископот овој митрополит Георги. Но сега состојбите се смирени, таму нема проблеми. Но зошто оно што следеше после изборот на митрополитот Георги, зошто е добро, и мислам дека на некој начин ќе ја затопли климата со Вселенската патриаршија, а тоа се виде по доаѓањето на митрополит Кирил од Цариград. Затоа што, знаете, познато е дека епископот Партени има добри односи со Вселенската патриаршија, дека често комуницира, патува и така. Тому донесе дури неоправдани етикети дека е фанариот и не знам што, дека е така. Ова, што не беше прилично. Што се случува после тоа? Еден од првите потези, првите средби што ги влече митрополит Георги е средба со епископот Партени и после врачување на соодветно признање, и дури на таа средба митрополитот Георги го нарекува епископот Партени како вистински владика. Ако забележавте, после таа средба, после такво именување, одавање на признање на епископот Партени, замолкна сите оние етикетирања кои што се упатува на епископот. Тоа е многу добро за единството црква, но тоа беше и порака кон Вселенската патриаршија дека епископот кој што има добри односи со нив и натаму кој обавува својата функција и дека комуникацијата продолжува.
Пред крај само уште една ситуација која што, например, и во јавноста денови се спомнува некој малку е модифициран односот, но сепак идејата на Бугарската црква да се изфорсира ново име за МПЦ, Вселенска патриаршија до сега заговараше име Охридска архиепископија, но Бугарската црква е единствената што ја нарекува Северно-македонска. Колка е опасноста на влијанието на Бугарската црква да издействува, да речеме, едно такво некакво влијание врз Вселенската патриаршија за некакво друго преименување на црквата? Тоа што го кажа бугарскиот патриарх во интервјуто после посетата на Цариград не е нешто ново. Ние знаеме дека Бугарската православна црква кога не призна како православна црква во Северна Македонија. Нели, они не прифаќаат ние да се нарекуваме како Охридска архиепископија, ако забележувате, тој никаде не спомнува термин на Охридска архиепископија. Користи Македонска православна црква, но не користи Охридска архиепископија. Значи, како да кажам, знаете сами кога вам ви се дава томос за автокефална црква, името кој што ќе биде таму определено се изведува или од името на државата во која што делувате или од според столицата кај што ви е седиштето на црквата. Отаму цркви, православни цркви именувани според градовите, но и оние цркви во чии што томос пишува дека се цркви на Украина, на Романија, на Грција. Така да изборот е тој. И не гледам ја тука некоја сега опасност дека името православна црква во Северна Македонија ќе биде сега општо расширено од другите православни цркви. Не, тоа име блокот на грчките цркви никогаш нема да прифати. Терминот на името Македонија, мислам дека нема да се прифати од нивната страна. Значи, ќе посетам само како Романската православна црква користи едно име кое што е толку сложено да нема никаква врска со имиња со кои се нарекуваат православните цркви. Изборот на крај сепак ќе биде кај нашето црковно раководство. Очигледно е дека оно не е подготвено да го прифати името што го определува Вселенската патриаршија само Охридска архиепископија и дека поради таа причина проблемот со нашиот томос ќе биде. Не гледам дека треба да се чувствуваме сега многу загрозени, бидејќи ние сме признаени како канонска црква, а тоа каков степен во градација на православни цркви ќе имаме, можеме малку и да го ставиме на времето кога ќе се разјаснат ситуации кои што се водат меѓу Москва и Цариград. Благодарам за ovo, господин. Благодарам.